Радиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Времено стопирани иселеничките визи од Македонија за САД. Шефот на дипломатијата најавува диалог, но и позитивни вести околу визниот режим. СДСМ прашува како од периметарот завршивме на листа со Сомалија. Гренланд ги донесе односите САД-ЕУ на нова ниска точка. По крахот на разговорите во Вашингтон, символично воено присуство на европските сојузници на островот. Безбеден град, прв тест за исходот од конструктивната лидерска средба, неформална средба на координаторите и приближување на ставовите. Во вторник учениците се враќаат во училиштата. Грипот нема да го продолжи распустот. Двомесечно бебе ненадејно почина во болницата во Кавадарци. Трамп тврди дека Иран сопрел со екзекуциите, но не исклучи воена интервенција. Овие вести во живо за новите правила за издавање на визи со САД, за кого ќе важи забраната, односно привременото стопирање, а за кого не, известуваме во живо. Останете со нас, почнуваат вести. Информација која пред малку пристигна. Надлежни јавни обвинители од основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, истражители од ова обвинителство со асистенција на полициски службеници на Министерството за внатрешни работи вршат претреси на повеќе локации низ државата. Како што информираат надлежните, се обезбедуваат лица и докази поврзани со злосторничко здружување, перење пари, даночно затојување од поголеми размери. Според првичните информации, помеѓу осомничените има и вработени во управата за јавни приходи. Повеќе информации од обвинителството најавуваат за подоцна во текот на овој ден. Шефот на дипломатијата не е загрижен што Македонија се најде на листата од 75 земји за кои Стейт департментот го стопираше процесот на издавање иселенички визи. Оптимист е дека наскоро ќе има позитивна вест поврзана со визниот режим со САД. Опозицијата пак критикува дека Македонија се нашла во друштво со Сомалија поради антиевропските и антиамерикански политики на актуелната власт. Мартин Арсов ја следи темата. Мартин, најпрво да прецизираме за каков тип на визи е стопирана процедурата со одлуката на американската администрација. Така, Цаци, новата одлука се однесува само на оние луѓе кои што сакаат трајно да се преселат во Соединетите Американски држави. Тоа значи дека сите туристи, студенти, бизнисмени и така натаму кои што сакаат да патуваат во САД слободно може да аплицираат за визи. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска во изјава за медиумите рече дека земјава води активни разговори со американските институции и се бара решение за паузата за издавање на овие иселенички визи. Прашан зошто земјава се најде на истата листа заедно со уште 74 други држави, Муцунски рече дека биле водени разговори, меѓутоа не е коректно тој да ги кажува аргументите на другата страна. Одиме со прилогот. Ако сте студент кој сака да учи во Соединетите Американски држави, планирате туристичка посета или имате закажано бизнис состанок, слободно може да аплицирате за виза. Последната одлука на Стейт департментот за пауза на постапките за издавање иселенички визи нема да влијае на овие категории патувања. Промената се однесува само на луѓе кои сакаат трајно да се преселат во САД. Министерот за надворешни Муцунски вели дека не се работи за никаква црна листа или прекин. Земјава е во активна комуникација со американските институции, а решението е прашање на време. Ние сме во комуникација и со амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Нашата амбасада во Вашингтон комуницира со американскиот Стейт департмент. Сакам да истакнам дека согласно нашите информации од конзуларна природа, најмал број на апликации кои што ги има во нашата држава се апликации за овој тип на визи и генерално се работи за граѓани од една повозрасна категорија. Муцунски оцени дека Македонија има одлични односи со Соединетите држави и дека во наредниот период се можни и позитивни изненадувања. Оставете малку на времето, оставете на нашата комуникација, на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер и еве тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па можеби во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите
од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава, односно да почнеме да затвараме прашања кои што 20 години се обидувавме да ги затвориме. Зошто Македонија се најде на листата заедно со уште 74 земји за замрзнување на имигрантските визи? Шефот на македонската дипломатија вели дека е дискутирано, но е некоректно тој да ги кажува аргументите што доаѓаат од другата страна. Од СДСМ ја обвинија власта дека тера анти-ЕУ и антиамериканска политика и ја води Македонија кон целосна изолација. САД носат специјален закон за Западен Балкан, насочен директно кон борбата против криминалот и корупцијата, и ова се само првите чекори кои што засега ги гледаме. Следуваат и црни листи, се најавуваат и можни санкции. Паузата ќе почне на 21 јануари и ќе трае неодредено време. Стејт департментот ќе ја користи својата долгогодишна надлежност да ги прогласи за неподобни потенцијалните имигранти кои би станале корисници на јавна помош во Соединетите Американски држави и би ја искористувале великодушноста на американскиот народ, изјави портпаролот на Стејт департментот Томи Пигот. Претходно Вашингтон соопшти дека се поништени повеќе од 100.000 визи откако Трамп се врати во Белата куќа, што е рекорд за една година. Депортирани биле повеќе од 600.000 луѓе, додека 2,5 милиони сами ги напуштиле Соединетите држави. Мартин Арсов, Сител телевизија. По неуспешната средба во Вашингтон, на Гренланд почна меѓународна воена мисија со распоредување сили од Данска, Германија, Франција и уште неколку НАТО држави. Американскиот претседател Доналд Трамп повтори дека островот е стратешки клучен за безбедноста на САД. Русија остро реагираше, оценувајќи го потагот како непотребна милитаризација на регионот. Европската унија застана за Данска, а Македонија засега нема јасна позиција. Шефот на дипломатијата порача дека е неопходен диалог и со Брисел и со Вашингтон. Откако САД, Данска и Гренланд не успеа да се договорат околу иднината на островот на синокешната средба во Вашингтон, денеска започна воена мисија на Гренланд. Првите војници веќе пристигнаа, дански авион со војници слета на островот, а во текот на денот се очекува доаѓање на германски и француски сили. Во наредните денови воен персонал ќе распоредат и Шведска, Велика Британија и Норвешка. Станува збор за извидувачка мисија и заеднички воени вежби, кои според најавите треба да ја зајакнат безбедноста во арктичкиот регион. Факт е дека тензиите во безбедносната политика се проширија и на Арктикот. Тоа значи дека ни е потребно зголемено присуство во и околу Гренланд. Затоа, во близок диалог со владата на Гренланд, се согласивме да го зголемиме нашето воено присуство, како и нашите воени вежби на Арктикот и на крајниот север, во тесна соработка со нашите НАТО сојузници. Иако договор не беше постигнат околу иднината на Гренланд и како што изјави официјалните представници дека се договориле да се договорат, американскиот претседател Трамп сепак и понатаму тврди дека Гренланд е клучен за безбедноста на САД. Како причина ги наведува зголеменото присуство на руски и кинески бродови, но и плановите за изградба на систем за ракетна одбрана. We have a very good relationship with Denmark, as you know, we'll see. But, we're doing the Golden Dome, we're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. Во меѓувреме од Белата куќа беше објавена и карикатура со политичка порака. На неа се прикажани две патеки. Едната води кон стабилен и светол предел со американски знамиња, а другата кон мрачен и немирен пејзаж поврзан со Русија и Кина. Пораката што се испраќа е дека жителите на Гренланд треба да изберат на која страна ќе застанат. Русија остро реагираше на најавеното распоредување на НАТО сили. Од Москва оценуваат дека станува збор за непотребно подигање на тензиите и милитаризација на северот. Руската амбасада во Брисел тврди дека приказните за руска закана се изговор и дека во регионот со години не е забележано присуство на руски или кинески подморници. И додека Европската унија отворено застанува за Данска, а САД покажуваат интерес да го преземат островот, Македонија засега останува без јасна позиција. Прашањето е дали ќе се приклони кон ставовите на Европската унија, кон која тежне како идна членка, или кон САД, свој долгогодишен стратешки партнер. Министерот за надворешни работи Муцунски порача дека е неопходен диалог со двете страни. Мораме да се консултираме со Соединетите Американски држави, но исто така и со Европската унија, бидејќи може да постои прашање на каде што има интерес на заедничката надворешна и безбедносна политика, така да ние внимателно менаџираме со тие процеси.
Уште од неговиот прв мандат, Трамп постојано изразува желба да го купи Гренланд. И Гренланд и Данска јасно ставија до знаење дека островот не е на продажба. Белата куќа минатата недела соопшти дека Трамп не ја исклучува ниту употребата на сила. Гренланд, најголемиот остров во светот, е самоуправна територија во рамките на кралството Данска, додека Данска ја задржува надлежноста врз одбраната и надворешната политика. Соединетите американски држави имаат воена база на островот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Безбеден град, прв тест за исходот од конструктивната лидерска средба, неформална средба на координаторите и приближување на ставовите. Во вторник учениците се враќаат во училиштата. Грипот нема да го продолжи распустот. Ден по лидерската средба, некои од отворените прашања почнуваат да се движат кон решение. Законот за прекршоци, кој е клучен за проектот Безбеден град, неверојатно наскоро ќе добие зелено светло од двотретинско мнозинство во собранието, откако координаторите на пратеничките групи утрово се координирале на неформална средба. Нема конечен договор, но има приближување на ставовите, велат присутните. И на овој состанок, како и вчера во клубот на пратеници, изостанаа представници на СДСМ. Од Бихачка се уште се чека став околу пржинската влада, за која останатите партии се согласни да се укине од овие или од следните парламентарни избори. Законот за прекршоци треба да биде првиот производ на позитивната атмосфера на вчерашната лидерска средба. Дел од координаторите на пратеничките групи предпладнево имале неформална средба на која почнале комуникација, но финален договор се уште нема. Ду имале неколку забелешки, по што побарале дополнително време за координација. Информацијата ја потврди и собранискиот спикер, кој очекува брзи резултати. Средбата била исклучително конструктивна. Очекувам дека денеска веќе веднаш ќе има средба на координаторите во собрание и ќе почнат со работа да ги усогласат законите за кои се договориле да ги донесеме што побрзо. Околу народниот правобранител? Исто така, да. Можно е денеска, утре да имаме решение. Партиските лидери на вчерашната средба заклучија и дека треба да се укине пржинската влада. Оставија простор доколку СДСМ се согласи со тоа таа да се укине веднаш. Ако не, тогаш наредните избори да бидат последни кои ќе ги организира техничка влада. Најпрво да расчистиме дека пржинската или техничката влада е и ќе биде единствен услов за одржување на демократски нормални избори, бидејќи во Македонија во моментот услови за тоа други нема. Така да ќе продолжиме со сите демократски средства да се залагаме за техничката, односно пржинската влада да продолжи да функционира во позитивниот систем на Македонија. СДСМ кои вчера ја бойкотираа лидерската средба, утрово не ни добиле покана за неформалната координација. Во моментов остануваат единствената партија која е надвор од разговорите меѓу пратеничките групи, а со бројот на пратеници во собранието немаат некој капацитет да му наштетат на процесот. Лидерската средба, која вчера ја свика премиерот Мицкоски, беше оценета како конструктивна од сите учесници. Покрај законот за прекршоци се очекува договори за избор на народен правобранител, измени во изборниот законник, како и останатите закони од правосудството кои се дел од реформската агенда, а за чие донесување треба двотретинско или пак бадентерово мнозинство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Со нов оглас ќе се пополнува последното празно место во судскиот совет. Пратениците се согласни новиот член да се избере по построгите критериуми кои ги воведе новиот закон за судски совет. Двете членки кои беа избрани на предлог на претседателката на државата денеска дадоа заклетва и од утре ќе се вклучат во работата на ова тело. На следната седница на Комисијата за избор и именувања ќе се бара повторување на огласот за избор на нов член на судскиот совет предложен од парламентот, потврди од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Иако комисијата веќе го изгласа инспекторот за прекршоци во тетовската полиција Албан Кадриу за нов член на судски, кој треба да го смени Селим Адеми, сепак постапката ќе започне од почеток. По донесувањето на новиот закон за судскиот совет, кој предвидува поригорозни критериуми и поинаква процедура, изборот треба да се проведе согласно новото решение, смета и спикерот Гаши. Ке треба да ги прашате претседателот и членовите на Комисијата за изборите и именувањата. Најверојатно се на мислење да се повтори огласот заради
тоа што имаме веќе нов закон и ќе треба сите членови да се изберат по новиот закон. Но тоа мора да го донесат како одлука председателот и членовите на комисијата на изборите и именувањето. Од денеска во судски влегуваат и новите избрани членови како предлог на председателката Силјановска, Сузана Јошевска-Анастасовска и Арлинда Кадри-Шахиновиќ. По свечената изјава во собранието, председателот на судски вели дека верува во изборот, а Јошевска се обврза дека ќе работеле да го вратат интегритетот на институцијата. Тоа што го изјавив претходно дека не се ни сомнева во изборот на председателката, имајќи преди дека и таа од нашата фела, таа е правник, таа е професор, сигурен сум дека добивме два врвни професионалци и дека тие ќе бидат додадена вредност на Советот и Советот ќе може конечно да застане на здрави нозе и да ја остварува својата уставна надлежност која што има. Заеднички ќе успееме да изградиме една силна институција или чекор по чекор, храбро, отчетно, одговорно и трпеливо да почнеме да се движиме во еден позитивен правец и да се зголемува довербата во судството, да допринесеме се зголемува довербата во правосудството. Време е за интегритет и време е за одговорност и храброст. На 29 јануари треба да биде спроведен изборот на члени од редовите на судиите припадници на заедницата која е повеќе од 20% од населението. Огласот беше објавен уште во ноември, а во трката влегуваат 6 кандидати кои треба да го заменат судијата Ханиф Зендели, на кого му завршува 6-годишниот мандат. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Во вторник учениците се враќаат во училиштата. Грипот нема да го продолжи распустот. Двомесечно бебе ненадејно почина во болницата во Кавадарци. Учениците се враќаат во клупите на 20 јануари во вторник. Лекарите од Институтот за јавно здравје не гледаат причина за продолжување на распустот. Иако бројот на заразени со грип расте, сметаат дека нема отстапување од очекувањата. Препорачуваат носење маски во здравствените установи. Нема продолжување на зимскиот распуст на учениците, иако бројот на болни од грип се зголемува. Од Институтот за јавно здравје и од Комисијата за заразни болести сметаат дека состојбата засега не е алармантна и нема потреба од дополнителни мерки. Бројките се очекувани за овој период од годината. Точно е дека имаме раст неколку недели порано од она што било очекувано, но засега барем сме во една средна активност и тоа засега не дава можност да даваме некакви претерани мерки кои што би ги зафаќале граѓаните, нешто како што кажавте вие, продолжување на зимскиот распуст. Сепак, ја следиме состојбата и доколку има било каква промена, ние ќе апелираме и ќе дадеме соодветни мерки. Инаку, според последниот извештај на ИЈА за минатата недела, пријавени се 2322 случаи со грип, што е за 2,2 пати повеќе од првите 7 дена во новата година. Најмногу болни има во Скопје, Тетово, Куманово, Охрид. Околу 600 заболени се деца до 14 години, а вирусот е најраспространет кај работоспособното население. За да се спречи ширење и да се избегнат компликации од грипот, на вчерашниот состанок на Комисијата за заразни болести била донесена препорака во здравствените установи, сите здравствени работници, пациентите и граѓаните кои одат на посета задолжително да носат маски и да се почитуваат општите мерки за заштита препорачани од Институтот. Тоа е избегнување на простории каде што има голем број на луѓе, посебно доколку се забележи дека истите имаат некакви симптоми на респираторно заболување, кашлање, кивање, да се со температура и слично. Понатаму тоа да се седи во да се проветуваат просториите, да се затоплуваат. Ако надворе ладно времето, слоевито топла облека, да се конзумираат витамини, минерали, природни цедени сокови, се она што би можело да го подобри имунитетот на луѓето, а доколку се заболат од грип или од некое друго акутно заразно заболување кое што е со респираторна симптоматологија, најдобро е да се остани дома. Доколку симптомите не се повлекуваат или се влошуваат, веднаш да се јават кај матичен лекар или инфектолог за медицинска помош. Пред неколку дена на инфективната клиника поради компликации од грипот почина 75 годишна жена од Скопје, која имала повеќе хронични болести. Александар Динев, Сител телевизија.
Двомесечно бебе починало по дводневен престој во болницата во Кавадарци. Било донесено со обилно повраќање, но состојбата била нормализирана. Сепак ненадејно бебето престанало да диша, а реанимацијата завршила без успех. Обдукцијата треба да покаже кои се причините. 30-минутната реанимација била без успех за двомесечно бебе, кое по 2 дена престој почина синоќа на детското оделение во болницата во Кавадарци. Новороденчето било хоспитализирано во установата во понеделник поради обилно повраќање по хранење. Во текот на деновите кога е тука на нашиот оддел, детето е со уредни параметри и уредни лабораториски анализи без повраќање. Вчера поитан повик од мајката поради тоа што бебето престанало да дише. Веднаш бил повикан дежурен педијатар, а во истиот момент и анестезиолог. Започната е реанимација со соодветна терапија која траела околу 35 минути. Но за жал без успех, вели во писмена изјава директорката на болницата Гордана Ѓорчева-Камчева. Поради ненадејната смрт на новороденчето, од болницата телото го дале на обдукција која треба да покаже од што настапила смртта. Исто така ги известили Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство и биле земени изјави од родителите и дежурниот медицински персонал. По барање на Министерството за здравство, вонреден надзор ке прави и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со проверка на целокупната документација на бебето, од матичен лекар до болницата каде било хоспитализирано. Сања Димитровска, Сител телевизија. Одморалиштето на МВР на Пониква повторно ќе биде ставено во функција за рехабилитација на повредените од пожарот во Кочанската дискотека Пулс, а иницијативата е на дел од пациентите кои имаат потреба од дополнителен повеќедневен третман. Целта е да се продолжи медицинската, психолошката и респираторната рехабилитација, искористувајќи го чистиот планински воздух и стручната поддршка од лекарските тимови. Одмаралиштето на МВР на Пониква повторно ќе биде ставено во функција за рехабилитација на повредените од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Дел од повредените покренали иницијатива за уште еден повеќедневен третман со стручен лекарски тим, но и заради чистиот воздух, неопходен за подобрување на респираторниот тракт. Повеќето од нив се вратија на секојдневните обврски на работните места, факултетите и средните училишта. Имаат веќе обврски некакви, и тоа ако би го организирале како еден нов тип на летен распуст да им дојде, заради тоа што нели ипак е планина и добро делува нели за белите дробови и во однос на социолошкиот и психолошкиот аспект. Бидејќи тоа и останува препораката дека треба да бидат заштитени од сонце, останува во следните 2 години. Континуираната стручна поддршка има возможи повторно да се вратат на професиите со кои се занимавале или се едуцирале пред трагичниот настан. Кај музичарите сме имале повторно да ги вратиме да свират на инструменти, кај студентите на медицина, значи да им организиравме со колегите од пластична хирургија, значи за да видат дека повторно им функционираат, значи прстињата, дека добро се снаѓаат, дека ќе бидат добри лекари во иднина. Минатото лето на Пониква беа организирани групни терапии за над 150 пациенти во 4 смени по 2 недели, кои беа под секојдневен надзор на физиотерапевти, психолози и лекари специјалисти од клиниката за пластична хирургија во Скопје. За Сител, Трајан Ристовски. Средба со угостителите и сите засегнати со најавениот закон за пушење ќе има, но заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски без детали кога тоа би можело да се случи. Прашан зошто се носи нов закон кога веќе има актуелен и важечки, тој смета дека новиот ќе има подобра и подетална примена. Сметам дека поддршка треба на секој закон да се има кој што пред се го штити здравјето на граѓаните, односно луѓето во Република Македонија и постепено законската регулатива да прилагодуваме и адаптираме на европските законски регулативи. Имаме веќе постоечки закон, зошто не се применува? Па видете, постоечкиот закон гледаме дека и многу пати не се применува, можеби некојаш намерно или не намерно се изигрува, меѓутоа мислам дека овој закон ќе биде многу поквалитетен од претходниот и мислам дека ќе овозможи навистина на луѓето или непушачите да бидат дискриминирани на некој начин со ова непочитување на постојаниот закон. Према тоа не само што ќе биде донесен новиот закон, туку и ќе имат повеќе работа сигурно инспекцијските служби кои ќе бидат надлежни да го контролираат истиот.
Граѓанската иницијатива за почиста Македонија поднесе петиција до МВР и владата со барање системот Safe City да се користи и за детектирање и казнување на фрлање отпад од возила поради ризикот пожари и загадување. Од МВР велат дека иницијативата ќе се анализира, но засега нема технички можности ваквите прекршоци да се регистрираат преку овој систем. Како позитивен пример, активистите ја посочуваат Велика Британија, каде градските камери веќе се користат за санкционирање на вакво несовесно однесување. Со Safe City да се детектира и казнува фрлање од пушоци и отпад од возилата. За почиста Македонија испратија петиција подпишана од над 1000 граѓани до влада и Министерството за внатрешни работи за унапредување на системот безбеден град. Тие велат дека токму од пушоците се честа причина за евентуален пожар, но ја загадуваат средината. Со тоа сметаме дека би се покренала малку свеста, би влијаело на однесувањето во сообраќајот и на дисциплината и секако би го намалило загадувањето, кое не е само загадување, туку понекогаш представува и опасност, како на пример во лето, кога имаме често шумски пожари и често фрлени од пушоци кои се запалени можат исто така да бидат предизвикувач на пожар. Гапо вели дека камерите веќе имаат потребната технологија и за оваа надоградба нема да бидат потребни високи дополнителни трошоци. Имаат спомнато надлежните дека се прават на доградби на системот да детектира и други работи, зошто да не се детектираат и вакви работи. Ние веруваме дека е тоа во можноста на системот. Од МВР за Сител вела дека иницијативата допрва ќе се разгледува, па потоа ќе се носи одлука. Секој предлог или иницијатива која пристигнува до МВР, соодветно се разгледува и анализира од стручните служби во Министерството, пошто се носат соодветни решенија. Во моментот, Safe City нема технички можности да детектира и регистрира прекршоци, како што се фрлање на отпад од возила и фрлање на отпушоци од цигари во возилата. Од европските земји, Велика Британија е една меѓу повеќето, во која оваа пракса успешно се спроведува. Тамошните власти честопати ги казнуваат оние кои фрлаат од пушоци и отпади од возилата, уловени преку мрежата на градските камери и оние за сообраќај. Габриела Лескова, Сител телевизија. За геополитиката и црквата, судирот Москва-Цариград ќе имали нова автокефална црква на Балканот, за односите на МПЦ-ОА со Вселенската патриаршија. Тема на денот во 19 со Бранко Ѓурѓевски. Американскиот претседател тврди дека ирански